со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Добар ден во кругот, поштовани слушатели. Денеска ќе посветиме темата на едно исклучително значајно прашање кое што во Македонија пред 2 дена почна да станува актуелно со оглед на тоа дека станува збор за прв пат објавување јавно во форма на архивска граѓа, документации кои што се поврзани од историјата на Македонија, од еден период, едно функционирање на безбедносните тајни или како сакате наречете ги служби од 45-та година по создавањето на Македонската современа држава и тогашната Југословенска федерација. Со оглед на тоа дека овие документи за кои што во јавноста од секојаш постоеше интерес за еден период и беа достапни, меѓутоа само за личностите кои што беа предмет на обработка, потоа низ процесот на лустрација можеше да се прочитаат одреден број податоци, факти за лицата кои што беа лустрирани, но сега веќе сето тоа станува процес кој што ќе може секој да го прочита, особено она што веќе е публицирано и објавено во таа прва едиција која што се состои од 9 тома на 16 книги, некаде над 13.000 страници. Ова е денешната тема, ќе разговараме подетално за сите можни аспекти, што има и како има, и зошто е објавено и како е објавено. Мој денешен гостин, предпоставувате, директорот на Државниот архив Филип Петровски. Добар ден. Добар ден, благодарам за поканата. Прво прашање, имаше ли обиди за обструкции да се објави една ваква книга? Имаше. Се уште владе едно чувство на страф и автоцензура кај одредени интелектуалци, иако не би требало, бидејќи зборуваме за 25 години независна Република Македонија, во која што правото на мислење и изразување е загарантирано со устав. Сепак некои стравови се пренесени од минатиот систем и ова што го содржа досијата некои сметаа дека е премногу страшно за да го види македонската јавност. Па сепак тимот кој што работеше со мене и јас лично сметавме дека ние сме му должни на македонскиот народ, на македонската јавност едно вакво отчетување, објавување на една ваква документација за да расчистиме со минатото и за да дадеме прилози кон современата македонска историја. Затоа што во овие досиеа ќе видиме многу елементи, многу личности, многу настани кои што досега не ги забележала македонската историска наука и всушност по тие процеси за тие имиња имаме празнина. На овој начин ние мислиме дека може да се дополни македонската историја, да не бидам преамбициозен да кажам дека треба да се напише повторно. Затоа што таа беше обременета од периодот од 45 до 90 година со идеолошка инстанца и се пишуваше само за настани кои што беа официјално дозволени од тогашниот ЦК. И не само оваа едиција. Повеќе пати сум спомнал и дека Илинденските сведоштва, тоа е друг фонд кој што содржи околу 7000 страници на сведоштва на луѓе кои што учествувале во Илинденското востание и борбите за ослободување на Македонија. Тоа е едниот фонд и овој фонд кој што се досијата на тајната полиција. Практично се фондови за кои што цело време се одбегнува било каква анализа, било каква дискусија и се на некој начин табу теми. Законот му дозволува на архивот да ги објави. Тоа сега да прашам со оглед на тоа дека во јавноста веќе се кружи, може ли да се објавуваат, не може да се објавуваат. Да, може да се објавуваат. Да расчистиме на работа. Станува збор за период под кој што е симната на знаката. Строго доверливи, тие се архивска граѓа и веќе со предавањето од страна на Министерството за внатрешни работи во архивот на Република Македонија е симната тајноста, значи не се работи за тајни, односно класифицирани документи,
а со законот кој што се уредува работењето на државниот архив, целата граѓа која што архивот ја поседува, која што е значена за научни и историски истражувања, ние имаме право да ја објавиме. Дополнително околности тоа што веќе не постои закон за лустрација кој што тоа го регулира. До минатата година Комисијата за лустрација обавуваше една друга функција, значи истражуваше да види кои луѓе се стекнале со општествена предност со своето соработување со тајните служби или, ако сакате популарно, со кодошење на други луѓе, и тоа е еден сосема друг процес. Ние не лустрираме, ние објавуваме документација која што е сведоштво за едно време. Нас не интересираше дали е некој жртва или соработник. Знаете, од проста причина затоа што има луѓе кои што биле жртви, па подоцна под притисок станале соработници. Има луѓе кои што биле жртви, па соработници, па повторно станале жртви. Има луѓе кои што менувале страни, што може би сосема оправдано за да се спасат. Така што преамбициозно е ние да ја дадеме оценката. Оценката треба да ја даде на овие материјали јавноста, а стручната оценка треба да ја даде историската наука. Но ако историската наука и јавноста ги немаат на увид овие страни, тие тогаш не се дел од историскиот процес и на некој начин се препуштени на заборав. Темата е толку голема, толку многу страдање и солзи, и толку многу луѓе се уништени и човечки судбини. Ако сакате, и комплетно модерната македонска мисла која што себе се гледала во сосема поинакво општествено и политичко уредување, која што имала тенденција и желба да се спои со браќата во другите делови на поделена Македонија, е сосема избришана, да не кажам ликвидирана. Направени се неверојатни зафати сето тоа да се направи така како што е направено, и сите кои што имале таква мисла да бидат избришани и од историјата и од учебниците, а врз нив и нивните семејства. Документации може тој процес да се прочита? Да. Значи, можеме да видиме многу сериозни прогони, можеме да видиме дека цели семејства се уништени. Моја предпоставка, односно моја идеја беше, и затоа сакам и од тука да повикам јавно, жртвите на тој систем, значи нивните деца или нивните семејства или нивните пошироки обкружувања, да пристапат кон државниот архив и да дадат дополнителна документација. Оти досието на една личност е само еден агол. А голготата која што таа личност ја имала поради тоа досие се сосема поинакви агли, затоа што поради тоа не можеле да се вработуваат, поради тоа емигрирале некои од државата. Нивните деца биле омаловажувани. Исто така, втората или третата генерација не можела да се етаблира. Така што на некои од тие жртви голготите им се провлекуваат со децении после настаните за кои што се инкриминирани, и добар дел од нив никогаш не успеале да се вклопат во општеството. Филип, ќе разговараме поединечно за сите 9 тома кои што се според мене, ако успееме во еден сат. Во кратки црти, сепак не. Меѓутоа сакам претходно да прашам, со оглед на тоа дека се уште книгата не е прочитана, претпоставам дека реакциите ќе следуваат понатаму. Подготвен ли е државниот архив до крај да го брани овој проект? Апсолутно. Јас и сега го бранам овој проект. Ние зборам и од аспект на помош, на соработка со историчарите, со оглед тоа дека им нудите на тацна една документација која што само треба да ја читаат. Ништо повеќе. Само како што кажав пред малку, ние само го започнуваме сега процесот. Овој процес не е со ова завршен. Ние ги објавивме досиеата. Врз основа на тие досија ќе ги повикаме жртвите од поширокото обкружување во тие семејства да дојдат и да ни дадат и своји лични видувања. Ние вчера имав средба со жртва, дете на наследен македонски патриот, кој што ми донесе досието на таткому, но ми донесе досието и на дедому. Значи две генерации кои што имаат досие во тајната полиција, во 2000 година го искористиле законот и ги повлекле во оригинал.
Сега ми ги донесе да ги видам. Затоа што сакавме да споредиме дали воопшто ги има во државниот архив, бидејќи забележавме дека дел од досијата недостасуваат. Она што ми го донесе е подцртано, па ќе го споредиме со она што не е подцртано, бидејќи многу е подцртувано. И исто така забележав еден феномен дека тој како трета генерација има се уште се чувствува како жртва. Значи тој е возрастен човек од своји, 50 на години, кој што во својата психа има врежано дека е жртва, дека бил секогаш омаловажуван, дека бил на некој начин граѓанин од втор ред. Тоа е нешто што мора да се исправи. Тоа е нешто што мора да се извлече на површина и да се објасни дека последиците од водењето на досие не се само врз личноста за која што е водено досието. Станува збор за големи општествени групи. Предпоставувам дека ако ги прегледаме и линденските сведоштва и досијата кои што ги водеше тајната полиција, станува збор за најмалку 300-400 илјади луѓе кои што се засегнати во Македонија. И ние немаме ни социолошки истражувања кој е импактот од уништувањето на таа македонска мисла. Они податоци кои што ги објавите врз основа на тој извештај на поранешната влада на Македонија покажува дека 10% од населението било по еден период предмет на обработка. Да. Специјалната комисија која што била формирана за да го истражи делувањето на тајните служби после расчистувањето на Тито Соранковиќ, бидејќи веројатно и тука се спремало чистка во тоа време, сакала да утврди што се случувало во тајните служби и самите го запишале бројката од 137.000 досиеа. Ние денеска чуваме 15.000 досиеа. Останува отворено прашање каде се тие 120.000 досиеа. За 13% од вкупните досиеа. Да, а бројката од 137.000 е скоро 10% од вкупното население во 60-тите години во Македонија. Имало некаде нели околу 1,5 милион жители. Практично се покажува големината на злосторот дека секој можел да биде на мета и мислам дека допрва ќе треба да се истражува какви се последици има оставено врз општеството, врз семејството во Република Македонија, да не зборам врз патриотската мисла. Имате ли некаква можност за соработка со останатите југословенски центри кои што веројатно сигурно чуваат дел од такви досија, иако поставам дека Хрватска, Србија веројатно тешко некогаш дека ќе спроведат процес на лустрација, дека ќе ги отворат овие документации. Меѓутоа, постои ли некаква можност барем да се добие некаков податок, некои досија кои што се врзани барем само за македонски личности од овие центри? Белград е исклучително тежок центар за соработка. Архивот на Србија не сака да соработува на оваа тема. Процесот на некој начин на проверка на архивите кои што се создадени во време на Југославија закочен. Нема добра намера да се тие архиви прегледаат, евентуално скенираат и на некој начин да се поделат, бидејќи се собственост на сите поранешни републики. Може би ќе се промени таму времето по еден ден ќе... Јас лично не верувам, бидејќи инфраструктурата која што имаше УДБА, како во Македонија, така и во Србија и во Хрватска, имаше доволно време затоа што зависни процесот на лустрација да се трансформира во демократска УДБА. Тоа значи дека се префрлија во бизнисите, се префрлија во медиумите, се префрлија во невладините организации. На крај создадува еден апарат кој што тешко може било кој да се справи. Благодарам, тој е првиот дел, општиот дел на кој што разговараме, тука правиме кратка пауза и потоа се префрлуваме на се она што значи поединечна анализа на овие 9 тома. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија.